Така ја видовме како започна одбележувањето на 120 годишнината од Илинденското востание, а во продолжение продолжуваме со она што ви го ветив уште на самиот почеток. Одлична тема за дискусија имаме, почитувани, во продолжение. Ќе зборуваме за оние брзи диети, инстант диети кои што секое лето се случуваат. Што всушност значат овие диети? Кога ќе отидете на Google и кога ќе искуцате диети, ви излегуваат многу, бројни диети, но колку тие знаат да бидат добри за нашето здравје? Во продолжение ќе посакам добро утро на нашата гостинка. Се работи за доктор Надеца Божиновска-Димова, специјалист ендокринолог од Аџибадем Систина. Ви благодарам што сте овде. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ви благодарам многу што ја прифативте вие поканата и што ќе опфатиме една навистина значајна тема. Впрочем, зборувајќи за диетите, брзите диети, често пати сме дискутирале за ова и луѓето кога доаѓа летниот период, сакаат што побрзо да ослават, сакаат и тоа задоволство од диетата кое што се постигнува е инстант задоволство на телото дека изгледаме добро, но какви последици може да ни донесат брзите диети? Па како што кажавте, живееме во еден инстант свет каде што сите сакаме за ден-два до максимум недела да ги добиеме резултатите. И факт е дека ја се среќувам со многу пациенти кои што ги сакаат тие инстант резултати, меѓутоа оние диети за кои што вие зборувате, кои што подразбираат губиток на сериозна телесна тежина во еден краток временски период, можат во некои случаи да бидат да предизвикуваат сериозни компликации за телото. Оние што вообичаено се најчести, тоа е прво дехидратацијата, значи наеднаш голем губиток на телесна тежина повлекува деплеција на водата од организмот. Потоа секако доаѓа дефицитот на битни нутриенти, затоа што при голема рестрикција на калории не ги внесуваме некои од најважните нутриенти како B12, фолна киселина, железо, секако дека тоа влијае на секој аспект од нашето тело. Многу битен момент е електролитниот дисбаланс, затоа што со голем губиток на тежина се намалува способноста за адаптација на телото и оној имунолошки одговор кој што треба да биде соодветен се нарушува, па тука со тоа нарушување на електролитите може да биде засегнато меѓу другото и срцето. Покрај тоа секако дека се јавува некој хроничен замор, постои нагол губиток на мускулна маса, за жал, не се губат мастите, се губат мускулите. Може да се појават и други компликации од типот на замор, појава на камчиња во жолчката и милион други варијации, меѓутоа генералните главните се токму овие. Докторке, а што е она што најстрашно може да ни се случи при таква инстант диета? Веројатно сите од овие кои што ги набројав може да бидат страшни и драматични во зависност од тоа за колкав губиток на телесна тежина се работи, за колку време. Меѓутоа, воглавно секако дека дехидратацијата со електролитниот дисбаланс и губитокот на мускулна маса се во самиот врв. Така. Споменавте дека вие се соочувате со пациенти кои што доаѓаат и имаат вакви проблеми. Ако треба да направиме подолба, кои се почести, дали мажите или жените како пациенти кои што се соочуваат со ваков проблем? Тоа е интересно прашање. Нели генерално статистички се повеќе жени. Меѓутоа и покрај тоа што жените се повеќе на број, не е толку доминантна бројката како што очекуваме, можеби 65% жени, 35% мажи, меѓутоа морам да кажам дека компликациите од диетите се многу посериозни кај мажите. Генерално, од 40 до 55 година, тоа е онаа фаза на менопауза кај жената. Тоа е период кога целиот метаболизам се менува, неминувно се менува изгледот на телото и жените стануваат незадоволни од сопственото тело и пробуваат секакви варијанти. Нели таа озлогласена менопауза или перименопауза. Меѓутоа морам да кажам дека и мажите имаат свој вид на хормонски промени во нивниот живот. Тоа е таа андропауза која што ја кажуваме и доаѓа можеби за некои 50 години подоцна од жените, меѓутоа факт е дека и оние се спречуваат со истото и во денешно време почнуваат да бараат помош. Она што е најтешко е тоа дека бараат брз резултат за многу кратко време, кој што медицински не е оправдан. Може ли да ни објасните на што најчесто се жалат кога доаѓаат овие пациенти? Генерално за жените целосна промена на прераспределба на ткивата, вообичаено ние сме околу колковите пополнички, меѓутоа се жалат да ги викаат овие гуми околу струкот кои што им се накачуваат. Кај мажите секогаш се жалат на недостаток на мускулна маса, повеќе масно ткиво. Меѓутоа, пак ќе речем, зависи од тоа
за каков вишок на телесна тежина станува збор, пошто ние имаме пациенти кои што имаат и сериозен вишок на телесна тежина, тоа веќе представува една сосема друга категорија и за нив важат едни сосема други критериуми. Кога сме кај дебелината, обезноста, што генерално можете да заклучите? Дали сме нација која што е склона кон обезност и еве што велат новите генерации меѓу децата, какво е вашето видување? Ми се допаѓа фразата нација склона кон обезност. Мислам, тоа е генерално пристапот на нашите македонци, меѓутоа прашањето е дали постои воопшто нешто такво. Факт е дека ние веќе со години за појадок јадеме бурек, симит, храни кои што апсолутно тежнеат кон тоа одредена индивидуа да се здебели. Животните навики ни се испомешани со најлошото од нашите претходници и најлошото од западот. Така да за појадок ако имаме бурек, симит, за ручек имаме некој фастфуд бургер или огромна пица со милион топинзи. Сите овие навики, начинот на живење, дефицитот на физичка активност водат кон дебелење. Меѓутоа, она што е најстрашно според мене е тоа од лани последниот податок дека 30% од дечињата во основно училиште се веќе обезни. Обезни надхранети, тоа е бројка која што мене доста ме плаши. Меѓутоа се надевам дека ќе успееме во најмала рака барем да ја стопираме. Оние луѓе кои што имаат вишок на килограми, има и луѓе кои што сметаат дека имаат вишок на килограми, а немаат вишок на килограми и така натаму. Кога доаѓа моментот да се појде на плажа, и повторно ќе речам, тој Инстаграм свет, нели, тој интернет свет, таа лажна искривена слика на реклами на совршеност под наводници, посебно мислам дека влијае кај жените и посакувањето да се постигне тој совршен изглед за на плажа, ни го прави притисокот за тоа како ќе се соблечеме на плажа по костим за капење. Ајде околу психолошкиот момент, како да работиме на тоа? Па психолошкиот момент, веројатно прво како жени апсолутно можеме да го сватиме, таа стигматизација е навистина страшна и верувам дека сите во одреден период, особено тинеџерските години, се бориме со тоа, вклучувајќи ме и мене. Меѓутоа, јас мислам дека е важно секоја од нас да научи да си го сака сопственото тело, затоа што убавината е во уникатноста. А оние холивудски интернет стандарди се толку извитопирани, толку вештачки, сите се едноставно копи-пест. Нема никаква убавина во тоа. Меѓутоа, за да можеме да си го сакаме сопственото тело, треба до некој степен да сме задоволни, а тоа можеме да го постигнеме само со здрав начин на живот, односно редовна физичка активност и здрава храна. Да, и сега е актуелно Барби изгледот, да се постигне тој Барби изглед е во комплетен тренд. Би сакала да позборуваме и околу јојо ефектот. Тој е навистина застрашувачки ефект. Луѓето брзаат да стигнат преку тие брзи диети кои што се заклучивме нездрави. Но откако ќе помине летото, се враќаат повторно на килажата која што имале или можеби уште пострашно ја зголемуваат килажата. Што правиме во вакви ситуации? Како тоа се ефектира врз нашиот организам? Јојо диетите се едни од најголемиот проблем во медицината, затоа што општествено, како што кажавте, се прифатливи, ќе се изгуби одредена сериозна тежина, луѓето одат на плажа, после се враќаат, дури изголемуваат на телесната тежина, тоа е затоа што наглиот губиток на телесна тежина во толкава мера како што губат, јас имам пациенти, предизвикува шок за телото. Тој шок за телото го става на аларм. Дополнително, кога они прават таков дефицит на нутриенти на секаков вид на храна, кога ќе се вратат на нормална, телото ќе се стреми да се врати на тоа што го знае, на тие килограми што биле пред да ги изгубат, а некогаш се надминува таа граница. Тоа е затоа што со тие нагли диети, со тој јојо ефект, метаболизмот може да се намали до дури 23%. Тоа значи дека брзината со која што нашето тело ги согорува калориите кои што сме ги внеле, се спорува за 20%. И од таму, кога луѓето ќе почнат нормално да се хранат, тие враќаат плюс килажа од онаа која што изгубиле. А докторке, сега се сетив да ве прашам, бидејќи кажувате дека се соочувате често со вакви пациенти и со јојо ефекти, со слабење и со проблеми кои што ги имале од брзите диети, колку се освестуваат луѓето од како ќе поминат низ ваков момент? Па,
Веројатно тоа зависи од самиот карактер, меѓутоа од луѓето со кои што се Се обкружени. враќаат пациенти следната година пак со истиот проблем или се Тоа освестуваат? најчесто се пациенти кои што 10 години живееле во тој затворен круг, јојо, нели, плюс минус и тогаш некако се освестуваат, меѓутоа има некои кои што многу порано го прават. Она што е важно дека над 90% од сите тие што ги држеле тие јојо диети се обезни. Што мислите вие? Зборуваме за здравиот начин на живот, зборувате дека всушност тоа влијание кое што го имаме од предците на нездрав начин на готвење на храната, а воедно и влијанието на Западот, влијае и на тоа како ние се однесуваме. Како треба според вас да го промениме квалитетот на животот? Каде грешиме? На што треба да работиме? Ете, ние медиумски навистина се обидуваме и низ прилози, и низ вакви разговори. Каде грешиме за да го промениме квалитетот на животот? Па мислам дека фалат многу општествени кампањи со кои што би се покренала свесноста затоа што во Македонија е навистина на ниско ниво. Во смисол на метаболни болести, дебелина, ви имате вакви одлични емисии, меѓутоа прашање дали е тоа доволен како единствен медиум, дали можеби треба да се нападне од повеќе страни со цел да се допре до различни категории на луѓе, вклучувајќи ги тука и секако младите. Инаку, генерално, она што треба според мене да го стимулираме, прво е секако физичката активност, меѓутоа како општество да обезбедиме места каде што таа ќе може да се практикува и второ да стимулираме домашно готвена храна. Затоа што кога дома ја готвиме, знаеме што ставаме, отприлика знаеме што јадеме и начинот на седнување, јадење со фамилија, со пријатели е многу постимулативен за ментално и многу побрзо се заситуваме напротив вклучување телевизори и фастфуд. Да, наведом едноставни работи, но вистина влијае за тоа да имаме здрав начин на живот. Да, доколку се инкорпорираат во смисол да станат навики, ќе го добиеме она тело кое што го сакаме за плажа. Ајде за оние кои што се подготвуваат за на плажа за извесен период и работат на тоа да изгледаат, повторно ќе речам под наводници, совршено, која е она граница на килограми која што можеме да ја намалиме без да консултираме доктор? Има ли такво нешто, например 1 до 2 килограми неделно, постои ли таква некоја граница? Физиолошки најбезбедно слабење во смисол за да можеме, ајде да речем, од поново да го навикнеме нашето тело се 2 до 3 килограми месечно. Че се што е над тоа веќе може да предизвика сериозен дефицит на оние одредени работи кои што ги спомнавме. Така да спремањето за телото за плажа почнува веднаш штом ќе се вратиме од плажа, односно да можеме во тек на цела година дена да губиме помалку, макар тоа да се и 500 грама месечно, меѓутоа со редовна физичка активност и прераспределба на мускулно-масно ткиво ќе го добиеме тоа што го сакаме. Че 2 до 3 кг месечно е оптимум. Да, бидејќи гледам дека имаме време, ќе замолам од режија, можеме да ги отвориме и телефонските линии на Алфа телевизија. Ќе ги замолам од режија доколку има некој гледач кој што сака на докторката да ја постави прашање конкретно за оваа тема за која што зборуваме, за брзите диети, за инстант диетите, можеби да споделите и ваше лично искуство, па да ги освестиме нашите гледачи да не посегнуваат по таквите инстант диети кои што навистина ги има во изобилство, се во голем тренд. Ќе поканам да ни се приклучите на овој разговор и да поставите некоја прашање поврзано со темата за инстант диети. Споделуваат ли со вас пациентите диети, откриваат ли да речеме трендовска диета која ви го кажуваат, отворени ли се околу тоа? Една од најчестите диети која што ја користат е кето диетата. Кето диетата се базира на таа премиса да не се внесуваат јаглехидрати. Кога не внесуваме јаглехидрати, нашето тело, односно црниот дроб, буквално се мачи, ги топи масните наслојки за од нив да создаде јаглехидрати, затоа што јаглехидратите, глукозата, е основната храна на нашиот мозок. Ние без глукоза воопшто не можеме да живееме, меѓутоа тоа е начин на живот кој што води до замастување на црниот дроб, покачување на мастите во крвта и тоа носи одредени ризици за кардиоваскуларни заболувања, диабетес и така натаму. А кои се најчестите покрај ова, кои се најчестите грешки што се прават при диетите, при консумирање на диета, при употреба на диета? Најголемите грешки вообичаено се кратко држање. Значи, они ќе се стават на некоја рестриктивна диета 3 месеци, ќе изгубат или нема да изгубат како што сакаат и после преминуваат кон прејадување. Големи осцилации и варијации затоа што сме нетрпеливи. Да. Она што го зборувавме, инстант резултат сакаме. Имаме гледач на линија, докторка ќе ја дозволи да го вклучиме. Добро утро, посакувам. Добро утро.
би сакала да ми одговори докторката во однос на автофагија и колку долго може да се применува тој принцип на исхрана и на диета, да речем. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Доктор Кеповилета? Да, тоа е одлично прашање, тоа е една исто од трендовските диети кои што се практикуваат, меѓутоа таа диета излезе со позитивни резултати во смисол на ризици за диабетес, кардиоваскуларни нарушувања, во смисол не ги влошува и не го зголемува ризикот. Може да се држи подолг период, меѓутоа во однос на тој начин на исхрана, мене секогаш ми е прашањето што се случува со оној аспект на социјализација, она што го зборувавме, затоа што на долги стази практично води кон изолација. Тука е тој психички момент и од тука јас не сум некој голем приврзаник за таа диета. За одреден период е супер, им дава резултати. Меѓутоа долготрајно, ако јас треба да го скокам ручекот со моите најблиски или да не јадам со пријателките кога сме излезени, да не пијам, нели, подразбира ништо не внесување барем 16 часа, сметам дека долгорочно психолошки би влијаело негативно. Меѓутоа, на одреден краток период, неколку месеци, секако, зошто да не, доколку ја држат правилно. Пошто има многу што во теорија ја држат, меѓутоа во пракса мислат дека земат било што, ако испијат кафе, чај или ако каснат некој јаболко, дека не е грешка, меѓутоа така се нарушува концептот на самата диета. Да, и тоа повторно ќе нагласиме тоа нагло менување што го правиме на организмот и посакување брзо нешто да биде видливо носи последици, како што можевме да заклучиме. Доктор, ќе би сакала да искористам приликата, имам уште кратко време за тинеџерите. Тинеџерите кои што сакаат да држат диета. За жал и ова е честа појава. Како ги советувате родителите како да постапат, бидејќи навистина тоа е тешко да се справиш со тинеџер? Навистина е тешко, они одат во екстреми, одат од навистина обезни до практично анорексични, најчесто се тука девојчињата. Во делот со анорексијата, во делот со обезноста доминантни се момчињата и е многу тешко затоа што прво е тешко на самите родители да ги исконтролираат, нели, еве ако се обезни, со нутриционисти комуницираат, им прават оброци, меѓутоа ќе одат во најблиската сендвичара, ќе купат хамбургер. Мислам дека тука е пак важен тој општествен момент во смисол на овозможување на редовна физичка активност, услови за редовна физичка активност, затоа што доколку нашите деца тинеџери се физички активни, мислам дека ќе ни предстои многу посветла иднина во однос на оние метаболни болести и пред се обезноста. Повторно се враќаме на онаа точка дека квалитетот на живот треба да се подигне од сите аспекти, треба да се работи, да се зборува за тоа. Начинот на живот многу значи за да не стигнуваме до моментот да бидеме на диета. Апсолутно, здравствената култура и квалитетот на живот мора да ги подигнеме, меѓутоа мора државата, мора општеството да превземе некои мерки, меѓутоа мора и ние сами да превземеме, затоа што барем додека се уште имаме вкусни зеленчуци и овошја, додека се уште можеме да готвиме дома храна, немаме оправдање за некоја фастфуд храна која што ја консумираме секојдневно. Јас верувам дека навистина бевме интересни за нашите гледачи, верувам дека помогнавме на многумина, верувам дека многумина кои што се на диета ќе се откажат од диетата со оглед на тоа што ќе сватат дека навистина може да имаат штетни последици по нивното здравје. Секако можат да ве најдат во Аџибадем Систина доколку сакаат повеќе совети од вас. Ние толку имавме време и простор да зборуваме. Ми беше задоволство доктор Надеца Божиновска Димова, специјалист по ендокринологија. Благодарам што бевте ова утро во Добро утро. Благодарам за поканата.